Вчера, јас во својство на председател на Собранието, а во рамките на моите уставни надлежности, подпишав 2 указа кои потоа заедно со соодветните текстови ги испратив за објавување во службен весник. Првиот указ е указот за прогласување на Законот за употреба на јазиците, кој што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2018 година и истиот стапува на сила со објавувањето во службен весник. Вториот указ е указот за прогласување на Законот за ратификација на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 од 1993 и 845 од истата година на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните, кој што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2018 година и истиот стапува на сила со објавувањето во службен весник. И двата указа ги доставив во службен весник врз основа на член 52 и член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија со дополнително објаснување на причините зошто указот е подпишан само од моја страна. Прво и основно, од постапката за донесување на закон, постојано и во континуитет сум тврдел дека само во рамките на постапките и процедурите кои што се пропишани во Уставот и Деловникот. Според процедурите, Уставот не го испочитува председателот на државата и со тоа може да се смета дека од таа страна е направено прекршување на обврските што произлегуваат од Уставот и со тоа злоупотреба на службена должност, односно функција, со актот на неподпишување на указите за прогласување на законите. И во тој контекст, според членот 8 од Уставот, основни вредности, односно темелни вредности на уредувањето во Република Македонија е поделба на властите во законодавна, извршна и судска власт. Впрочем, председателот на државата му припаѓа е дел од извршната власт и истиот не може да се меша во надлежности на законодавната власт како највисок орган во Република Македонија и со тоа фактички он не ја исполнува својата обврска. Ме фактин че ункам да мунци крејот штети прни вјет. Јас му дадов доволно време на председателот на државата, кој што исто така има уставна надлежност, му дадов доволно време за двата указа. За првиот, за Законот за јазици, имаше време од 1 година, за Законот за ратификација на договорот Преспа имаше 6 месеци, меѓутоа тој не го исполни своето уставно право, својата уставна надлежност, така што јас го презедов тоа што е во рамките на мојата институционална надлежност и не сметам дека сум прекршил нешто. Се чини дека председателот на државата на крајот на својот мандат се чини дека малку ги помешал лонците. Всушност, не е тој што ќе покрене постапка против законодавната власт, туку токму спротивното. Законодавната власт е таа што може да побара одговорност од него како председател на државата.